Проблемот на македонските транспортери сврзан со правилото 90-180 кое нивниот престој во земјите од Европската Унија го ограничува и се создаваат огромни проблеми на компаниите, најдосна ќе биде решен до септември, потврди денеска вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Системот влегува во сила во април месец за превозниците од Македонија, повторувам, ќе биде одложен до крај на септември и до тогаш треба да е ова решение изнајдено. Каде се гледа решението? Решението се движи во насока на издавање на долготрајни, долгорочни работни визи, кои што треба да значат регулиран престој на сите наши превозници кои што влегуваат во Шенген зоната, без разлика дали се работи за камионски превоз или автобуски превоз или друг вид на превоз кој што се користи. Швајцарија веќе издава такви визи за македонските превозници. Хрватска најави дека тоа ќе го направи. Во моментов има законска процедура за усвојување на соодветен закон во Хрватскиот сабор и работиме координирани со Министерството за надворешни работи, со Министерството за внатрешни работи и во координација со премиерот да уште неколку држави усогласат вакви визи за македонските превозници, што ќе значи едно целосно решение на проблемот. Николовски денеска апелираше македонските транспортери да не наседнуваат на провокации и непроверени информации на извори од други земји, бидејќи Македонија проблемот ќе го решава независно од останатите земји.